Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Четврток, 6 август 2026 година, термин за Дневникот на КТВ. Добра вечер. Реализацијата на над 90% од изборната програма е започната, се инвестира во подобро водоснабдување и инфраструктура, рече меѓу другото градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев во емисијата ТВ Објектив на КТВ. Над 90% нашата програма изборна е веќе отпочната во првите 6 месеци од мандатот. Новиот, третиот. А голем дел имаме и завршено. И тоа е благодет на една општина што има трет мандат градоначалник и последователно советот кој што дава максимална поддршка на проектите и транспарентноста на работењето на самата општина. Два проекта се работат. Едниот проект е паралелен цевковод од точка на Конопиште, мислечине дека точка 300 надврска висина, паралелен цевковод да се изгради до Бојанчето, првата преливна станица. Зошто? Затоа што тука притискот во цевководот нас ни е 25 бари. И тука таа рачунаме како критична рижиста точка, затоа што 25 бари притисок, ако дојде не да Боже до бил каков дефект, е многу тешко да се отстрани. Тука правиме проект да изградиме паралелно цевковод, со тоа ќе овозможиме и подобра акумулација и примење на водата и се работи сериозно на проект кој што ќе кошта 3-4 милиона евра за прочистителна филтер станица на водата. Кога иде до такви заматувања или било кои други работи, да ја филтрира комплетно цела вода. Тоа го работаме заедно со општина Неготино, Кавадарци и Росман, пошто сепак ова вода регионален водовод. Регионален водовод од големо значење. Значи направивме нова линија од Западен булевар до Сопот. 400.000 евра инвестиција. Од 20 литра вода во секунда која што се троши падна на 11 литра. Значи 9 литри имавме кражба на вода од стариот цевковод кој што беше нападнат веројатно од наводнување на земјоделски површини. Претходно во село Сопот се направи комплетно цела нова линија во цело село, атмосферска канализација и за наредна година е ставено комплетно асфалтирање на цело село и Сопот веќе сме завршили работа за 10 години да во тој поглед немаме проблеми. Утре православните христијани ја слават светата преподобна маченичка Параскева Петка. Возлюбени чеда на Светата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, се наоѓаме пред денот кога го празнуваме споменот на Светата маченичка Параскева Петка Римјанка, светителка која живеела во првите векови на христијанството, кога тоа е и многу прогонувано. В најстрашните гонења се токму во периодот кога живее оваа света маченичка. Таа е родена во градот Рим од родители христијани, воспитана уште од најмали години во вистинската вера и живеејќи според Божите заповеди заедно со нејзините родители. Кога починуваат нејзините родители, таа сето тоа што го стекнале нејзините родители го раздава на сиромаси и се замонашува и поаѓа во манастир. Живеејќи во тоа време, постојано ги привлекувале незнабожците со нејзиниот живот, ги учела на правата Христова вера, така што многу луѓе преминале во христијанство. Тоа не можеле да го гледаат, особено злобните евреи, па ја обвинуваат кај царот, каде што започнуваат и жестоко да ја мачат. Нејзината прва мака е кога на нејзината глава и ставаат вжештен шлем, но Бог по својата благодат и сила ја заштитува и ја остава неповредена. Потоа Светата маченичка Параскева Петка заминува од градот Рим во други места каде што уште повеќе и посилно го шири христијанството и ги привлекува незнабожците во вистинската вера. Но и таму се наоѓа во немилост од злобните цареви или гонителите на христијанството, каде што ја повикуваат и на суд, ја измачуваат и се закануваат со најразлични маки, ја подложуваат на жестоки мачења за на крај за да биде нејзината глава пресечена со меч. Така и на иконографијата на Светата маченичка Параскева Римјанка е представена како во рацете си ја држи својата одсечена глава. Споменот на оваа света маченичка
особено ние македонците ја празнуваме и често ја повикуваме во нашите молитви да биде наша заштитничка и помошничка во сите наши маки кои ги имаме. Еве нашиот храм во Кавадарци е посветен на светата маченичка Параскева петка, но таа се празнува на 27 октомври. Но бидејќи овој храм токму камен темелникот кога почна да се гради во 2010 година, се освети токму на 8 август, кога е споменот на светата маченичка Параскева Римјанка. Исто така, после 2 години се осветија и крстовите кои се наоѓаат на куполата од храмот, звоната кои се на камбанаријата токму на 8 август и нашите верници од градот Кавадарци многу ја почитуваат и ја прославуваат светата маченичка Параскева Римјанка. Затоа нашиот храм во овие денови, кога е денот на прославување на светата маченичка Параскева Римјанка, ќе го одбележи со празнување најпрво на 7 август во петок во 18 часот. Ќе се богослужи празнична вечерна богослужба со чинот на петолебие. Чинот на петолебието се извршува на секоја празнична вечерна богослужба, каде што верниот народ принесува 5 лепчиња, вино и неварена пченица, во чест на чудото кое што Христос го изврши со благословувањето на 5 леба и насити 5000 луѓе. Во самиот чин на петолебието се принесуваат молитви за здравје, за успех, за помош на верниот народ, каде што по Божја благодат Господ не окрепува и заштитува. Затоа ве повикувам сите кои што сте во можност и сакате да земете учество во оваа вечерна богослужба, можете да направите 5 лепчиња и да дојдете во петок на 7 август во 18 часот заеднички, прво да ја ослужиме вечерната богослужба и при крајот на богослужбата да го извршиме чинот на благословувањето на 5 леба. Наредниот ден во сабота во храмот тука во Кавадарци ќе се ослужи во 7:30 часот ќе започне празничната утринска богослужба, а во 8:30 часот ќе започне светата литургија. Дојдете сите заедно, верни чеда, да го прославиме соборно и литургиски споменот на светата маченичка Параскева Римјанка, бидејќи покрај тоа што е заштитничка на целиот христијански род, особено ние македонците, ја повикуваме, нема град да не речам да нема црква посветена или пак особено женскиот род од нашата татковина ја почитува светата маченичка Параскева и масовно се посетуваат и црквите и манастирите. Ве повикувам во текот на целиот ден, на 8 август, можете да дојдете во храмот, да си запалите свеќи, да се помолите и да го побарате благословот од светата маченичка Параскева. Тој ден ќе се изврши и водосвет, можете да си нацрпите осветена вода, да си понесете за осветување и просветување на вашите домови. Нека ни биде за многу години и да сте ми живи и здрави сите. Апелација му ја зголеми казната на Илија Панов од 16 на 20 години затвор за убиството на вонбрачната партнерка. Апелациониот суд во Скопје ја уважи жалбата на основното јавно обвинителство Кавадарци и му ја преиначи казната на 43-годишниот Илија Панов од Кавадарци, зголемувајќи ја од 16 на 20 години затвор за убиството на неговата вонбрачна партнерка, 52-годишната Сузана Серенакова. Панов предходно беше прогласен за виновен за кривично дело убиство со умисла, фемицид, од страна на Основниот суд во Кавадарци, кој во декември 2025 година му изрече првостепена затворска казна од 16 години. Незадоволно од висината на санкцијата, кавадаречкото обвинителство веднаш најави и поднесе жалба до повисокиот суд. Според обвинителниот акт, грозоморното убиство се случило во периодот меѓу 20 и 22 јануари 2025 година во станот на жртвата во Кавадарци. Телото на 52-годишната Серенакова го пронашла нејзината ќерка на 22 јануари во спалната соба, откако предходно подолго време не успеала да стапи во контакт со неа преку телефон. Со правосилната одлука на апелација,
На осудениот Панов му е изречена максимално предвидената зголемена казна затвор за ова тешко кривично дело. Покрај кејот на реката Лудамара е изградена нова современа фитнес зона на отворено, наменета за спорт и рекреација на сите возрастни групи. Новата спортско-рекреативна зона се протега на површина од 60 квадратни метри и е целосно поплочена со бехатон коцки. Во рамките на просторот се поставени 5 современи фитнес прави, со што граѓаните добиваат уште една уредена локација за физичка активност на свеж воздух. Градежните активности ги изведе фирмата Turbo Engineering од Скопје, а вкупната вредност на овој проект е 432.000 денари. Со оваа инвестиција дополнително се подобруваат условите за рекреација и се потикнуваат здравите навики кај локалното население, велат од општината. Во општина Росоман голем дел од проектите се во фаза на реализација или се реализирани, вели градоначалникот Ѓорги Крстевски. Воведовме бесплатен превоз за пензионерите, моментално некаде околу 70 пензионери користат оваа услуга. Се работи на проект за стари и пензионери и лица кои што престојуваат во една просторија, таа истата ќе се реновира преку проект финансиран од Светска банка. Одлично функционира проектот за нега на стари лица во нивните домови. Се надам дека се подобро ќе функционира и наредниот период. Таму имаме веќе 6 или 7 жени кои што се вработени, кои што ги посетуваат старите лица дома и им вршат нега. Исто така се работеше и на нов проект за детска градинка, реконструкција, адаптација на постоечки објект во село Цирково. Таму веќе очекуваме за брзо да биде објавена јавната набавка од Светска банка и да се реализира и овој проект. Тоа ќе биде еден одличен објект во село Цирково и Цирково после долги години ќе добие детска градинка. Исто така имаме и еден нов систем за водоснабдувањето од село Крушевица, каде што имаме бунер, но се работи на техничката документација, односно потребен на нов линиски урбанистички проект. Се надевам дека за брзо исто ќе го завршиме и ќе се реализира и тој проект кој ќе донесе дополнителна вода за Росом. Матурантите во учебната 2025-2026 година го завршија полагањето на државната матура во јунскиот испитен рок со 3,66 средна оценка, пресметена по поднесени и разгледани приговори по објавените прелиминарни резултати. Просекот е речиси идентичен со ланскиот, кога изнесуваше 3,69. Полагањето се одвиваше по нов модел, а предизвиците од изминатите години беа значително намалени, велат од Министерството за образование и наука. За прв пат се полагаше по нов модел, односно нова концепција која предвиде 3 типа на матури. Државна матура, државна стручна и државна уметничка матура, со што сите ученици се тестираа по материјалот кој реално го изучувале во 4 години на средното образование, што не беше случај во минатото, кога сите се тестираа на еден ист материјал. Но 348 ученици не дојдоа на полагање, не се појавија на полагање, или процентуално 2,39% од учениците беа отсутни. Просечната оценка од сите 3 типа на матури е 3,66, што е скоро на ниво од ланската матура, кога изнесуваше 3,69. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек, за разлика од 2024 година, кога изнесуваше 3,26. Ценам дека резултатите се објективни. Училиштата, факултетите, каде што се организираат дел од тестовите, тестаторите, кои беа околу 2500 на број, околу 200 наблюдувачи и оценувачи, беа добро подготвени. Обвинителството да ги пронајде насилниците што по налог на Мицкоски ги нападнаа младите во Ново село, порачаа од СДСМ. Синоќа во Ново село беа нападнати млади активисти на СДСМ. Единственото што го направија овие млади луѓе беше што носеа транспарент со порака дека водата во Гостивар е отруена.
Одговорот на организираната криминална група ВМРО беше моментален. Група тепачи, по наредба на Христијан Мицковски, нападнаа млади луѓе. Мицковски ја премина секоја граница. Бараме од полицијата и обвинителството веднаш да реагираат. Обвинителството веднаш да ги пронајде насилниците што по налог на Мицковски ги нападнаа младите во Ново село. Вчера обвинителството со мозгавична брзина го пронајде оној што го навредил Мицковски. Денеска очекуваме со истата брзина. Насилниците што синоќа ги нападнаа младите активисти во Ново село мора веднаш да бидат идентификувани и приведени. Веќе е познато дека во нападот учествувал и возач на градоначалник на Струмица од ВМРО, Наско Димитриев. Значи лесно ќе ги пронајдат. Панче Тошковски, наместо да се занимава со хиперхлорирање, анализи на водата и пуштање на водата да истекува од цевките, нека си ја работи својата работа и уште денеска нека ги пронајде насилниците и нивните налагодавачи. Полицијата и обвинителството мора да ја работат својата работа. Без селективност, без заштита. Насилството по налог не смее да помине неказнето. Без разлика што е нарачател премиерот Мицковски. Талогот од СДС и предавникот Филипче не само што не го решавале проблемот со водата во Гостивар, туку никогаш не побарале ниту понеле одговорност. Обвинување од портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски на денешната пресконференција. Почитувани, талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Филипче не само што не го решавале проблемот со водата во Гостивар, туку никогаш не побарале ниту пак понеле одговорност. Документите кои ги споделувавме во јавноста од испитувањата покажуваат дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче биле евидентирани случаи на небезбедна вода за пиење во различни населени места низ државата, како и во Гостивар. Но денес се поставува едно уште поважно прашање, а тоа е дали некој од тогашната власт побара одговорност. Дали некој директор бил разрешен? Дали некој градоначалник пак бил повикан на одговорност? Одговорот е не. Додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, проблемите се оставаа да се таложат, а граѓаните никогаш не добија отчет што било преземено по сите тие наоди и анализи. Денес истите тие луѓе се обидуваат да држат лекции за одговорност. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Венко Филипче треба да им одговорат на граѓаните зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода и што конкретно презеле за тие проблеми да бидат отстранети. Граѓаните заслужуваат одговори, а не политичка селективност. Ви благодарам. Катастрофата во Гостивар продолжува, во водата има бактерии, а резултатите дури на 20 август. Обвинување од СДСМ. Катастрофата во Гостивар продолжува. Илјадници граѓани се отруени, над 4000 луѓе се соочија со последиците од загадената вода. Тотален колапс на здравствените институции на Мицковски и Клековски. Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште 2 недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи. Единствениот одговор е дека водата беше прогласена за исправна само затоа што така кажа Христијан Мицковски. Како што рековме, документ нема. Никој не сакаше да потпише и да сноси кривична одговорност. Сега знаеме кој треба да ја поднесе: Мицковски, Клековски, Тошковски. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски зборуваше за хиперхлорирање и им порача на граѓаните само да ја пуштат водата да истече од чешмите. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов јавно потврди дека во водата има опасна бактерија. Сега, истата власт бара граѓаните да чекаат до 20 август за официјалните анализи. Ова е неодговорно и недозволиво. Власта си игра
со здравјето и животот на луѓето. Скандалот е уште поголем затоа што загадената вода стигна и до болницата во Гостивар. Ова е целосен распад на системот. И додека граѓаните се трујат, тендер патриотите прават бизнис. Владата преку СОЗР склучила бизнис делка од околу 100.000 евра за набавка на вода во Гостивар, со директно договарање без јавен оглас. Додека народот се бори за здравје, некој профитира на неговата мака. За Гостивар мора да има одговорност. Обвинителот да не чека насоки, туку да постапува. Клековски, Тошковски и целата екипа мора да одговараат. Ова повеќе не е неспособност, туку свесно труење на народот. Одговорност мора да има. Одговорните економски политики даваат резултат, јавниот долг се намалува, порака од владеачката ВМРО-ДПМН. Почитувани, најновите официјални податоци уште еднаш потврдуваат дека одговорните и домакински политики на владата предводена од ВМРО-ДПМН даваат конкретни резултати. Јавниот долг во вториот квартал од 2026 година изнесува 58,8% од БДП и бележи намалување од 0,1 процентен поен во однос на претходниот квартал годинава. Во апсолутен износ намалувањето е за 21 милион евра, додека долгот изнесува 10 милиарди и 726 милиони евра. Споредено со состојбата на јавниот долг на крајот на 2024 година имаме намалување од 2,6% поени, додека пак во однос на крајот на 2025 година намалување од 0,6%. Овие бројки се доказ дека јавните финансии се стабилизираат и дека државата се движи во вистинска насока. И покрај сервисирањето на значителни обврски наследени од минатото, како што е еврообврзницата во вкупен износ од 700 милиони евра, издадена во 2020 година, владата успева истовремено да ја зачува финансиската стабилност, редовно да ги исполнува обврските и да инвестира во проекти од значење за граѓаните. За ВМРО-ДПМН задолжувањето никогаш не е цел само по себе, затоа што важно е средствата да се вложуваат во капитални инвестиции, модерна инфраструктура, здравство, образование и проекти кои создаваат економски раст, нови работни места и повисок животен стандард. ВМРО-ДПМН ќе продолжи со одговорни економски политики, строга фискална дисциплина и домакинско управување со јавните средства, со цел стабилна економија, повеќе инвестиции и подобра иднина за сите граѓани. Ви благодарам. Продолжуваме во дневникот со информации од спортот. Викендов се игра второто коло во првата фудбалска лига. Кавадаречкиот прволига Штикваш го очекува тешко гостување во Куманово кај незгодниот Башкими. Фудбалската федерација на Македонија ги прецизираше датумите и сатниците на одигрување на надпреварите од второто коло од домашниот шампионат во првата македонска фудбалска лига. Ова коло ќе стартува утре, петок, 7 август, со почеток од 17 часот, со средбата помеѓу Шкендија Арачиново и Силекс. Овој дуел ќе се игра на стадионот на Чаир, каде што конечно се обезбедени вар услови. Во сабота во Куманово од 17 часот, Башкими ќе го пречека градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Истиот ден, нововечерен термин од 19 часот, својот надпревар во Штип ќе го одиграат Брегалница и Арсими. Главен акцент во ова коло секако ќе се стави на големото дерби помеѓу Вардар и Тетовска Шкендија, кое ќе се одигра на националната арена Тодор Проески во Скопје во недела на 9 август со почеток од 17 часот. Во истиот термин во недела на Автокоманда ќе се сретнат Скопје и Струга Тримлум. Инаку да напоменеме дека првото коло помине во знакот на домашните екипи, бидејќи во сите 5 дуели славеа домашните тимови, а исто така беше и доста ефикасно првото коло, бидејќи беа постигнати дури 20 голови. Кошаркарите на Чаир нема да играат во Суперлигата, се шпекулира дека екипата на Соколи од Штип е најзаинтересирана да го преземе ова место.
Македонската кошаркарска федерација си остана доследна на своите одлуки и преку соопштение обелодени дека од трите екипи кои првично не добија лиценци заради долгови, а тоа беа ТФТ Маџари и Чаир, две од нив ги подмириле сите финансиски обврски кон куќата на кошарката, но третиот за жал не го сторил тоа и нема да биде дел од Суперлигата во наредната сезона. Според одредени медиуми станува збор за тимот на Чаир, чија управа сепак не покажала желба да го покрие долгот за да остане суперлигаши во новата сезона. Федерацијата преку соопштение јасно стави до знаење дека местото на Чаир нема да му припадне на следниот тим по пласман во првата лига, туку за истото ќе се аплицира. Рокот за пријавување на заинтересираните клубови ќе биде во периодот од 10 до 20 август. Неофицијално, штипскиот прволигаш Соколи е убедливо најзаинтересиран за ова место. Веќе формира сериозен стручен штаб и играчки ростер и речиси е сигурно дека ова екипа ќе стигне до посакуваниот билет за елитното друштво. Според првичните најави, заинтересираните за вакво нешто ќе мора да платат за да ја добијат специјалната покана и тоа сумата за која се шпекулираше дека може да достигне и до 40.000 евра. Најсериозен кандидат за нов суперлигаш има штипскиот тим, кој не успеа да го мине финалниот плейоф филтер минатата сезона во првата лига. Станува збор за амбициозен клуб, кој следната сезона се очекува да го предводи поранешниот македонски селектор Маријан Србиновски, а ударна игла да биде ветеранот Александар Костовски. Постојат и шпекулации дека како спортски директор на Штипјани се појавува името на кавадарчанецот Тодор Гечевски. Утре сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерена наместа долж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмеши. Температурата до 38 степен. На крај од дневникот благодарам што бевте со нас. Повеќе информации ќе прочитате на ktv.mk и на нашата официјална Facebook страна. Имајте пријатна вечер.